Дури 40% е намален бројот на овци во југоистокот во периодот од 2017 до 2020 година. Така според бројките на статистичарите во 2017 година на подрачјето на југоистокот имало 75.117 овци, а во 2020 година овој број се намалил на 45.762. За разлика од овој ситен добиток, зголемување и раст има кај бројот на говеда за 18%, 15% повеќе свини, а дури за 70% повеќе кози и 80% повеќе живина се одгледуваат на југоистокот во 2020 година, споредено со 2017. Во насока на поттикнување на сточарството, од Министерството доделија договори за набавка на високо педигриран добиток преку програмата за рурален развој. Набавката на високо педигрирани грла добиток од увоз или од признати организации согласно Законот за сточарство е врз основа на јавен повик за мерката 121 од програмата за рурален развој распишан во месец јуни 2021. На јавниот повик аплицирале вкупно 104 баратели, од кои 103 поднесени барања се прифатени и подпишани се договори за набавка на високо педигрирани грла добиток. Вкупната сума за поддршка на сточарите преку оваа мерка изнесува 253 милиони денари. На ваше барање во 2019 година ги променивме условите за апликацијата во оваа мерка. Со измената на условите возможивме вие сточарите прво да ги подпишете договорите за кофинансирање, што значи стартно да имате пари за набавка на добитокот, да не се задолжувате, за разлика од претходно кога прво требаше да со сопствени средства го набавите добитокот, па дури потоа да склучувате договор и евентуално да чекате да ви бидат вратени дел од средствата. Затоа денеска имате многу поголема сигурност и известност, но и поголема мотивација да влезете во овие инвестиции, што тоа се гледа низ бројки. Резултатот денеска веќе го имаме. За 2020 година имавме исплата на 68 корисници, односно толку се склучени договори. На овој повик имаме 103 корисници за набавка на 3842 грла на педигриран добиток. Преку оваа мерка сточарите добиваат можност за набавка на вкупно 3842 грла високо педигриран добиток, од кои 2727 јуници од расата Холштейн, Симентал, Ангус, Лимузин и Херефорд, 1056 овци од расата Лакон, Илде Франс и Асаф и 50 кози од расата Санска, кои што доаѓаат главно од увоз од Централна и Западна Европа, со кои што би се видоизменил генетскиот потенцијал кој го има сточарството.